Добар ден, почитувани ученици, и добре дојдовте во нашата хемиска училница. Јас сум Блаже Демески, професор во гимназијата Мирче Ацев од Прилеп. Денеска имаме за цел да се запознаеме со наставната единица физички и хемиски својства на супстанците, што представува продолжение на минатата, односно чисти супстанци и смеси. Прво да видиме што се тоа физички и хемиски својства на супстанците. Физички својства се оние својства кои можеме да ги забележиме со нашите сетила или да ги регистрираме и измериме со разни инструменти. А додека хемиски својства, тоа се способностите на супстанцата да претрпи определен вид хемиска промена под дејство на други супстанции или под дејство на надворешни услови. Еве да видиме еден обичен пример. Вода и алкохол. Двете ви се познати и знаеме дека тоа се безбојни, лесно подвижни течности, но ако ја помирисаме чашата со вода, ќе забележиме дека водата нема мирис, а од чашата со ракија ќе се почувствува карактеристичниот мирис на алкохол. Викаме дека мирисот е пример за физичко својство на материјата. Меѓутоа има уште поголема разлика меѓу двете супстанции, а тоа е што алкохолот може да гори, а водата не. Но ова својство е хемиско својство на супстанцата, бидејќи при горење алкохолот, односно етанолот, се претвора во нови супстанции, јаглерод диоксид и вода. Еве хемиската равенка на таа реакција. Да видиме какви може да бидат физичките својства. Може да бидат квалитативни и квантитативни. Пример, боја, викаме сулфурот има жолта боја. Или мирис, сулфуроводородот смрди како расипено јајце. Растворливост, котварската сол се раствора во вода и тоа доста добро. Тврдина, дијамантот е исклучително тврд и по Мосовата скала на тврдина има најголема вредност, односно вредност 10. Спроводливост на електричество, бакарот добро спроведува електричество, тоа сите го знаеме. А квантитативните физички својства ги определуваме на следниот начин. Викаме, пример, маса, парчето никел има маса од 5 грама. Температура, пример, вадата врие на 100 степени Целзиусови. Температура на топење, оловото се топи на 327 степени Целзиусови. Густина на 20 степени Целзиусови, водата има густина од 0,998 грама на милилитар. А да видиме хемиските својства. Тие ни покажуваат дека нешто се случува со супстанцата и таа ги менува своите карактеристики, односно претрпува некои промени. Железото проџасува, односно се сврзува со кислородот и со влагата и формира некои оксиди. Јаглеродот може да гори, односно се сврзува со кислородот и се добива јаглерод диоксид. Среброто на воздух потемнува, бидејќи се сврзува со сулфурот и формира сребросулфид. Натриумот реагира бурно со водата и образува гас водород и раствор од натриум хидроксид. Нитроглицеринот, тој експлодира, односно при детонацијата се разложува на смеса од гасови. Еве сликовито да видиме што представуваат физичките и химиските промени. Во садот лево имаме вода и ако изголемуваме температурата, ќе забележиме дека молекулите на водата се побрзо и побрзо се движат и добиваат толку голема енергија што можат да го напуштат садот. Меѓутоа, и во течната вода молекулите на вода биде исти и во парата се истите молекули. Но ако една железна шајка или челична шајка ја оставиме во влажна средина, ќе забележиме дека на нејзината површина ќе се појави црвеникава боја, што е знак дека настанало рџосување, односно атомите на железо се претворат во нова супстанца, а тоа е супстанца на железооксид. Што можеме да кажеме сега на крај? Физички промени. Што се тие физички промени? Тоа се промените на супстанците што не се придружени со промени на нивниот хемиски состав, а таквите својства кои се манифестираат при физичките промени се нарекуваат физички својства. Како што кажавме, врејањето на водата е физичка промена и настанува само промена на агрегатната состојба, затоа што и течната и гасовитата вода имаат исти хемиски состав. Други физички својства се густина, тврдина, температура на топење, вриење, мрзнење, боја, електрична и топлинска спроводливост, вискозност, пробивност, растегливост, ковливост и така натака и така натака. Еве да видиме некои слики. Густината, ова е убава слика, затоа што во чашата имаме жива, а на неја плови билјардска топка. Што значи тоа? Тоа значи дека живата има поголема густина и затоа топчето плови на живата. Потоа имаме облик, форма, мирис, растворливост, растегливост, тврдина, агрегатна состојба, магнетизам, спроводливост.
и сите тие други промени што ги знаеме. А додека на ова слика ни кажува нешто друго. Кислородот знаеме дека представува безбоен газ, меѓутоа нас не интересираат сега хемиските својства негови. Пример. Првата слика. Калциум може да реагира со кислород при што дава калциум оксид кој што се бели кристали. Железото исто така може да реагира со кислородот при што дава смеса од оксиди. Сулфурот во атмосфера на кислород гори при што се добива сулфуров диоксид, тоа е безбоен газ со заглушлив мирис. Цинк сулфидот гори во присуство на кислород при што се добиваат два продукти, а тоа се СО2 кој што е газ и цинк оксид кој што се бели кристали. Етанолот или етилалкохолот видовме дека може да гори при што се добиваат јаглерод диоксид и вода, тоа се безбојни гасови без мирис. Како што гледаме во сите овие примери, кислородот го губи својот идентитет и се претвора во некои други супстанции. Ние треба да разликуваме, да правиме разлика меѓу физички и хемиски промени. На сликата лево гледаме дека дрвото го сечеме со секира, меѓутоа неговата структура останува иста. Меѓутоа, ако дрвото го запалиме, при тоа горење се добива температура, се слободува енергијовидна топлина, се добива чад и останува на крајот пепел. Значи, тука настанува хемиска промена, дрвото си го променила својот состав. И да заклучиме на крајот, промените на субстанциите што не се придружени со промени на нивниот хемиски состав се нарекуваат физички промени, а додека ако имаме промена во составот, тогаш и станува збор за хемиски промени. Еве да видиме сликовито. Имаме парче варовник или го викаме калциум карбонат. Калциум карбонатот го дробиме, односно го ситниме и викаме дека настанува физичка промена. Зошто? Затоа што се променува само обликот, односно големината на парчето варовник. Но ако загремаве на висока температура, ќе забележиме дека настанува нов процес, а тоа е разложување на калциум карбонатот, при што се ослободува газ јаглерод диоксид, а останува калциум оксидот, што ние си го викаме негасена вар. Ова е веќе хемиска промена. Исто така, гледаме дека не мора да имаме зголема температура да настани хемиска реакција, туку може и сончева светлина да предизвика распаѓање на водород пероксид, кој што го викаме со тривијално име хидроген. И гледаме дека се распаѓа на кислород, а во чашата останува вода. Затоа се чува во темни шишина, бидејќи светлината го разложува водород пероксидот на вода и на кислород. Ова е многу убав пример како две многу штетни субстанции дават една безопасна субстанција. Значи имаме натриум метал, кој што реагира со хлор и се образува натриум хлорид или готварска сол. Зошто е ова интересна реакција? Значи, натриумот е многу реактивен, опасен метал, а додека хлорот е отровен газ со жолто-зелена боја, а се добива безопасно соединение кое сите го користиме во искраната. Кои се показатели за одвивање на хемиска реакција? Па ние можеме да кажеме дека ако при процесот настанува промена на боја, промена на мирис, добивање на газ или пара, абсорбција или емисија на топлина, можеме да кажеме дека може да се одвива во системот некоја хемиска реакција. Значи, ние ги наблюдуваме фактички физичките промени. Еве уште еднаш, значи промена на боја, формирање на талок, емисија на светлина, формирање на газ, се показатели за хемиска реакција. Сега се подсетиме малце на минатата лекција. Ова, ако се сеќавате, рековме дека субстанцата, ако може да се раздели со физички постапки, ја викаме смеса, а ако не, тоа се работи за чиста субстанца. Смесата можеше да биде хомогена, хетерогена, а додека чистата субстанца можеше да биде соединенија или елемент. Ова ни е потребно за да видиме кои техники ги познаваме и употребуваме за разделување на смесите на составните делови.
Постојат повеќе техники за разделување на смесите, меѓутоа која техника ја применуваме зависи од самите супстанции, односно од нивните физички својства. Ако имаме сулфур и железни строготини и ги измешаме, а сакаме потоа да ги одделиме, наједноставно е тоа да го направиме со магнет. Зошто? Сулфурот нема магнетни особини, а железото има, па со приближување на магнетот ќе се налепат железните строготини на него и веднаш ќе имаме сепарација на супстанциите. Еве да видиме уште една примена на магнетната сепарација. Друга постапка е декантација или просто кажано одлевање. Со оваа постапка се врши одделување на цврста и течна фаза. Меѓутоа, гледате дека таа не е прецизна метода за разделување, бидејќи во чашата покрај цврстата фаза може да остане и мал дел на течна фаза. Ако имаме хетерогена смеса, ама од немешливи течности, најдобро се разделуваат фазите со помош на одделителна инка. Значи, таа одделителна инка има ваков облик, а долу има чеп и кога фазите ќе се раслојат, односно добиваме два слоја или повеќе, тоа со отворањето на чепот ја испуштаме течноста која што има помала густина и на тој начин ќе се изврши сепарација или одделување на фазите. Оваа постапка, наречена флотација, самото име кажува што значи, е процес на разделување на смеси кога частичките на едната фаза испливуваат на површината на течната фаза. Ова најчесто го употребуваме во рударството, каде што пената е збогатена со рудата што ни треба. Интересна постапка е сублимацијата, меѓутоа се работи само кај мал дел на супстанции кои што имаат способност да сублимираат. Што е сублимација? Тоа е процес кога една субстанца директно преминува од цврста во гасовита фаза без да се стопи. Такви се, например, сувиот мраз, што представува цврст јаглерод диоксид, или јодот, кој што викаме дека сублимира. Меѓутоа, некои најнови експерименти покажуваат дека јодот не сублимира, туку температурите на топење и на испарување се толку блиски што не можеме да ги забележиме со голо око. Дестилација. Ова е многу интересна постапка, која што се употребува ако смесата е изградена од две течности или повеќе, кои имаат температури на вриење, но не блиски по вредност. Што значи тоа? Ако едната течност има различна температура на вриење од другата, тоа што со подесување на температурата можеме да направиме дестилација, односно да ги отделиме течностите. Најдобар пример е дестилацијата на вода и алкохол. Алкохолот, односно етанолот, врие на околу 75 степени Целзиусови, а водата, кој што сите знаеме, врие на 100 степени Целзиусови. Ако ја подесиме температурата да биде околу 75 до 80 степени Целзиусови, нормално прво испарува полесно испарливата течност, а тоа е етанолот, а потоа во оваа колона за ладење, водено ладење, настанува кондензација на парите на алкохолот и тие капки тука се алкохол, односно викаме дека сме ја далиле смесата со помош на дестилација. Постапката филтрација се употребува кога имаме отделување на цврста од течна субстанца, но за разлика од декантацијата тука имаме многу поголема прецизност. Како изгледа оваа апаратура, видите, че имаме една обична стаклена инка, во која што се става филтерната хартија и се поставува на ставак. Стаклено стапче се употребува за прецизно да извршиме одделување и гледаме дека цврстите честички кои се задржуваат на филтерот остануваат тука, а додека во чашата или собирникот останува филтратот, односно течната фаза на смесата. Еве поубаво, под микроскоп гледано што се случува, цврстата субстанца се задржува во порите на филтерот и настанува фино и точно одделување на смесите. Така. Еве да видиме една ситуација кога имаме хомоген раствор, пример солена вода. Рековме дека
солта, односно натриумот добро се растора во водата и мора да бараме некој интересен начин и погоден начин да ги одделиме фазите. Најдобро е со испарување, тоа е физички метод и останува сол и останува чиста вода. Еве како изгледа сетот за процесот на испарување. Значи мора да имаме азбестна мрежа, тоа е тука, имаме сталак, чаша и долу бунзевав пламеник и со загревање водата ќе испари, а во чашата останува солта во форма на бели кристали. А што се случува ако имаме три фази, пример песок, вода и сол? Тогаш постапката е малце посложена. Треба да размислиме. Значи, еве во ова чаша имаме песок и солена вода. Прво вршиме филтрација, на тој начин ја одделуваме цврстата супстанца, односно песокот, и останува солената вода. Дури потоа вршиме дестилација или испарување и на крајот добиваме сол и вода. Центрифугирање. Ова постапка најмногу се користи во аналитичката хемија, во медицината и така натаму, овде е представено центрифугирање на крв. Што значи тоа? Знаете дека крвта содржи различни материи, меѓутоа нас ни треба да се оддели пример црвените крвни зрнца од серумот. Ја ставаме епруветата во центрифуга, која што е посебна машина и врти со огромна брзина и поради центрифугалната сила супстанците се одделуваат на фази, така што погустите се таложат на дното, а додека оние со помала густина се на врвот на епруветата. И сега останува на вас да си ги проверите знаењата, да ги изработите вежбите и да не учите лекцијата. Тие се вежбите. Толку за денеска. Благодарам на трпението и се гледаме во друга прилика.